со домаќинот. Добар лесе. Предпријатија и средните и малите предпријатија, као што и извозниците можат да ги користат мерките од првата група. Секаде уствари без исклучок е давано за инфраструктура, нели, каде што му доделуваат земјиште, понатаму или просечно ако земете давано место, понатаму даване кеш грант исто така и сакав ја лично да се откажам од тоа и се откажав. Поздрав до сите медиуми, денеска сме тука во регионалната стопанска комора на Прилеп да ја образложиме програмата на владата и економските мерки за раст на економијата во Република Македонија, која што имавте прилика овие денови да ја слушнете во владата, да ја слушнете преку јавните дебати, но денеска ќе сакаме и непосредно на стопанствениците во овој регион да им ја изложиме програмата, да ги слушнеме нивните размислувања, евентуалните предлози за подобрување на истата, но нема да дискутираме само за програмата, ќе дискутираме и за сите проблеми кои што ги мачат стопанствениците во регионот, а и воопшто во целата држава. Владата, како и досега, овие 3 месеца, така и понатаму ќе биде посветена на решавањето на проблемите на економијата, бидејќи сите ние живееме од економијата и мислиме дека тоа е најфундаменталната точка од која што треба да трне владата во решавањето на проблемите во државата. Денеска исто така присуствувавме и на отварање на еден погон на германски инвеститор, Акопласт, кој што отвори производствен капацитет во Прилеп. Сакаме и преку тоа да поддржиме и да кажеме дека како влада јасно и понатаму ќе стоиме позади сите инвестиции, без разлика дали се тоа странски или домашни, нив сите ние ги викаме македонски компании, само собственоста, односно државјанството на собствениците е различно. Иначе за нас тоа се македонски компании и нема да правиме разлика дали се тоа инвеститори од странство или од Македонија. Сите тие ќе бидат добродојдени и сите тие ќе бидат поддржани доколку се фирми кои што ќе обезбедат раст на македонската економија. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Како што беше претходно кажано, денес сме тука во името на владата на Република Македонија да изразиме јасна волја за партнерство со бизнис коморите во Република Македонија, конкретно со регионалната комора тука. Во моментов во владата на Република Македонија, поточно во ресорните министерства, се работи на промени во законската регулатива, која што ќе значи олеснување и за граѓаните, но и за компаниите во Република Македонија. Добиваме редовно предлози и од коморите, и од граѓаните, и од експерти, серија на предлози, кои што согласно владината програма планираме да ги имплементираме на дело, се со цел да она што сме го ветили во изборната кампања, се разбира и во владината програма, биде максимално реализирано и со тоа им се овозможи и на компаниите и на граѓаните подобар живот во Република Македонија. Како што кажав, конкретно и во Министерството за транспорт и врски се работи на измена на регулативата, конкретно во деловите на Законот за градење и Законот за урбанистичко просторно планирање, со кое што ќе дојде до олеснување и во делот на издавањето на одобренијата за градба на компаниите и на граѓаните, се разбира и во делот на ревидирање на казнената политика, која што во изминатиот период беше злоупотребувана за политички цели, се со цел да помогнеме да се намали притисокот од страна на државните органи спрема компаниите.